Првиот полицаец Оливер Спасовски комуницирал со Боки 13, но само 2-3 пати и тоа службено, изјави денеска министерот за внатрешни работи, запрашен околу сведочењето на сопругата на Орце Камчев, Ана Камчева, која пак пред судот посочи дека Спасовски е едно од лицата со кои Бојан Јовановски разговарал во нејзино присуство. Јас воопшто не знам што кажал, јас слушнав тоа што го пренесоа медиумите, ма за мене тоа неважно. Значи, службени контакти 2 или 3 кои што биле, пред се однесува за одредени пријави кои што ги имаше и тој и новинарите од телевизијата за упад во електронскиот систем во телевизијата и за тоа беа оставарени средби со директорот на Бирото за јавна безбедност. Токму министерот за внатрешни работи, Ана Камчева пред судот го посочи како еден од оние поради кои немала доверба во институциите. На првата средба со Горан Николовски, директор на УБК, му кажав дека сум жртва на рекет, му кажав отоколу за кои личности станува збор и побарав совет од него кого да информирам. Тој ми кажа дека секако треба да се бориме против криминалот, но ме праша зошто немам доверба во институциите. На ова јас му одговорив дека во мое присуство Бојан Јовановски има разговарано со многу суди и обвинители, многу политичари со луѓе од власта, министерот за внатрешни работи. Ана Камчева како сведок пред судот кажа дека на Боки 13 во неговиот стан во Орман му дала 350.000 евра спакувани во НССР. Во рекет Бојан Јовановски обвинет за кривичните дела, перење пари и за примање награда за противзаконито влијание, а второ обвинетата Катица Јанева за кривично дело злоупотреба на службената положба и овластувања. Зоран Милевски Кичеец исто така беше обвинет за примање награда за противзаконито влијание, но тој го призна делото и беше осуден на 3 години затвор во издвоена постапка.